Едногласно Советот на општина Кавадарци денеска во рамки на 38-та седница донесе одлука за отпочнување на постапка за реализација на капитален проект изградба на зелен пазар во Кавадарци. Советот даде согласност за задолжување на општината пред Светска банка со кое би се реализирал овој проект. Градоначалникот Митко Јанчев во својата дискусија посочи дека Кавадарци ќе добие современ зелен пазар со простор за паркирање. Изградбата би отпочнала најрано во јуни-јули, а најдоцна во септември годинава. Со ова одлука која што ја донесовте, да упатаме на еден јавен апел до сите граѓани дека општина Кавадарци од утре па натаки, заедно со донесување на новиот детален урбанистички план за зелен пазар, ќе пристапи кон порачување на основен проект за изградба на зелен пазар. Зелениот пазар очекуваме, ако оде се по најнормална постапка и не заглавиме во правни или урбанистички лабиринти, да некаде од јуни месец го тендерираме и почнеме со изработка. Наша претходна анализа направена на физибилити студија која што имавме од наши проектни задачи, би коштал зелениот пазар околу 80 милиона денари комплетно да се изграде. Меѓутоа не е тоа само зелениот пазар, тука би добиле и две сообраќајници, односно она сообраќајница од Скара Бисер па се до излезот на 8 септември би добиле комплетна сообраќајница во два правца, каде што ќе имаме намалување и на самиот метеж на сообраќајот, и горната улица која што завршува слепо до самата библиотека би била пробиена и тоа би било сообраќајница и за влегување во пазарот и за излегување од самиот пазар. Исто така пазарот, како што го ветивме, така и ќе го дадиме нашата проектна документација, односно проектна задача, да биде со две подземни гражи на кота -1 и -2, тоа ќе бидат паркиралишта, ќе има кота 0 кај ќе биде самиот зелен пазар, и зелениот пазар ќе биде соодветно покриен со настрешница и затворен од делот на влијание на атмосферските влијанија. Односно би добиле еден културен зелен пазар како што доликува за една општина, каде што соодветно би можело да се продаваат и зеленчук, и овошје, и млечни производи, и млеко, така да се она што значи во делот на пазарот да биде соодветно третирано и на соодветно место ставено во соодветни услови. Со тоа Кавадарци после 50 години би добил еден стварно градски пазар и би го намалил комплетниот неред во градот кој се случува поготово во делот на сообраќајниот метеж, непристапноста на пазарот, неодржување на хигиена на пазарот, за тоа што сега стварно е многу и тешко за одржување, пошто е отворен, при дување на ветер, при мало задоснување од јавното предпријатие комуналет, цело тоа џубриште се слива кон градското подрачје, што останува од самиот пазар. Мислам дека ќе успееме како градоначалник, како совет заедно со службите во овој наш мандат кој што има уште 2 години да го довршиме тој пазар, да го направиме и да бидеме горди на она што значи градски зелен пазар. Тука би напомнал за да нема недоразбирање, пошто има доста прашања од околните собственици на дучени, на објекти, на било кој, дека во ниеден момент нема да му биде имотно-правната состојба нарушена, така да сите индивидуални објекти приватни околу градскиот пазар кои што гравитираат ќе се бидат во функција за време на изградба на самиот пазар и тие објекти ќе си продолжат да се поработат и натаки како дел индивидуален во делот на она што значи трговија или бизнис. Исто така и до пазарџиите би упатил еден апел за време на реконструкцијата, односно за изградбата на зелениот пазар, пазарот ќе се потрудиме, ако можеме да го ставиме во горниот дел од Златна рибка до библиотеката, меѓутоа поради немањето на простор, ние изнајдовме решение и изградивме уште еден пазар како алтернатива, тоа е до новиот суд и веројатно во тој перивременски период додека се граде пазарот, сите ќе се префрлат на тој наш пазар кој што ги имаме и мислам дека ќе ги задоволи капацитетите за да нашите граѓани нормално си ги пласираат и земјоделските производи, меѓутоа и граѓаните да може да бидат удоволени. Така да максималното време на изградба заедно со градежните инженери од наша страна и со здрави живи фирмата која ќе биде изведувач, ќе гледаме да го ставиме на минимално ниво за да тој пазар биде изграден за што побрзо време, а и нормално биде согласно правила и прописи. Очекувам да таа постапка биде, пак ќе повторам, завршена до јуни месец, али со оглед на
парламентарните избори кои што ги имаме, доколку заглавиме некаде во делот на самите избори или во делот на правните моменти, може да биде најкасно септември месец. Така да, еве, наше залагање ќе биде јуни да отпочнеме, али ако заглавиме, најкасно септември би требало да се отпочне со изградба на тој зелен пазар. Ова наше задолжување, доколку успееме да го избоксуваме од Светска банка, ќе биде нормално со делумен грант и очекувам тој пазар, кога ќе биде направен во стилот на градски пазар, затворен, да биде само одржлив и да може овие средства за наредните 10 години да само си ги финансира и врате од самиот зелен пазар. Во моментот јавното претпријатие Комуналец, според нивното работење и толкување на зелениот пазар како сам зелен пазар е на граница на рентабилноста, поради вработеност и одржувањето, меѓутоа мислам дека кога ќе постигнеме да имаме еден културен зелен пазар каде што ќе има многу повеќе сегменти за продажба, како што спомнав и млечните производи и другите повластени ситуации и културно паркирање и излегување, дека пазарот ќе има само одржливост и дека ќе биде профитабилна гранка, како што е делот ЕП Комуналец. Така да, мислам дека не мислам, него сум сигурен дека ќе го направиме она што правото му треба на кавадарци и да имаме еден културен пазар. Советниците едногласно го усвоја и кварталниот извештај за извршување на буџетот во четвртиот квартал од 2019 година. Беше донесена одлука за прием на донација од компанијата Јанбор, која ќе биде предадена на Дирекцијата за заштита и спасување. Едногласно Советот на денешната седница даде согласност за задолжување и на јавното претпријатие Комуналец за изградба на 5-та мини хидроцентрала, а се усвои и годишниот план за инвестиции во тековната година во јавното претпријатие Паркинг. Исто така во рамки на денешната седница беше донесена одлука за измени и дополнување на основниот проект за зонско паркирање со јавни површини предвидени за паркирање и одлука за утврдување на изгледот на фасади на улица Илинденска. Денешната 38 седница продолжува утре со предлог одлуката за донесување на детален урбанистички план за урбана единица 6, дел од блок 6.4, Зелен пазар, катастарска општина Кавадарци.